Драган Ковачки го чува малиот. Попречуваше новинари да земат изјава од директорот на НАБА и ги наклевети дека тајно снимаат. Во собрание тајно снимање нема, новинари и сниматели нив им ја опис и попис на работа дека треба да снимаат, особено у собрание и особено функционери на власт. Тие се снимаат. Значи едноставно работата им е да одат во собрание и да снимаат. Ако сте чисти, нема што да се плашите, да ги гурате новинарите, да бегате, да се карате со новинари. Не. Драган Ковачки го чува малиот. Попречуваше новинари да земат изјава од директорот на НАБА и ги наклевети дека тајно снимаат. Тајно снимање види Ковачки. Тајно снимање собрание. Во собрание тајно снимање нема, новинари и сниматели не можат да снимаат тајно, нив им ја опис и попис на работа дека треба да снимаат, особено у собрание и особено функционери на власт. Тајно не се снимаат тие. Тие се снимаат. Значи едноставно работата им е да одат во собрание и да снимаат. Тоа е работата на новинарите и на снимателите. Да одат во собрание и да снимаат. Таму нема тајно снимање. Мислам. Не се плашете вие од новинарите. Да. Ако сте чисти, нема што да се плашите, да ги гурате новинарите, да бегате, да се карате со новинари. Не, ама да прочитам што се случило, вели. Пратеникот од ВМРО ДПМН Драган Ковачки денеска во собранието попречуваше новинари да земат изјава од директорот на АНБ Бојан Христовски и упати груба клевета додека зборуваа со Христовски, велејќи дека новинарите тајно го снимаат. По излегувањето од седницата на Комисијата за надзор на работа на АНБ, на која присуствуваше и Бојан Христовски, кој е во центарот на вниманието поради наводниот лажен сертификат за англиски јазик од Пловдив, новинарите на СДК и на Независен МК тргнаа по него за изјави. Само што почна новинарката на, сакам да кажам, Сонја Делевска разговор со Христовски, а тој транспарентно почнал да одговара на прашањата, Ковачки почнал да го прекинува: директоре, ајде ве чекаат. Го прибрал мали. Леле, абе што се плашите, бе, не се плашете. Во моментот кога Делевска го праша за ТОЕФЛ сертификатот од Пловдив, дали го доставил до антикорупцијската комисија со оглед на тоа дека рокот е до задутре четврток, Ковачки, кој не успеа да го одлече Христовски, кажа на новинарката: исклучи го микрофончето, снимаш, покажувајќи на мобилниот телефон кој таа го држеше во рака. Иако не е обврзана да го направи тоа, новинарката веднаш го отклучи својот телефон и му го даде на Христовски да го провери. Еве првиот човек на тајните служби нека провери дали снима овој телефон. Проверете, директоре, ве молам, и кажете му на овој параноик. Бараше Делевска од директорот Христовски. Не таман работа, кажа тој, и на новинарката и го врати телефонот. Ковачки за тоа време не престана да дофрла: снимаш на микрофончето. Па новинарката од рацете на директорот на АНБ телефонот му го даде на пратеникот Ковачки. И тој одби да го провери дали разговорот со Христовски пред 100 луѓе во собранискиот ходник се снима. За кратко време тој го симна директорот Христовски од други скали, па нејасно беше за каде го брзаше претходно. Ова е, госпожа, ќе ве молам, приберете си го малиот. И ова е многу непријатно, вака да се однесува пратеник со директор на АНБ. Мислам дека Боже не право, директорот ти го вратил телефонот пошто бил наместен на англиски. Ама ова ме подсети на Тимчо Муцунски која влечеше Гордана Сијановска Давкова да не даде изјава у Софија. Слично е. Тоа кажува за какви луѓе се работат. Значи не е важна вистината, не е важна транспарентноста, важно е да не искочи нешто што ќе им наштети на рейтингот. Ама еве и ваквото однесување, верувајте дека ви штети на рейтингот, пошто покажува дека нешто криет. И што се случи денеска на собраниската седница, откако СДСМ ја свика, како се викаше тоа? Комисијата за надзор на разузнавачките служби, со цел да се разговара за автентичноста на сертификатот на Бојан Христовски,
ВМРО ДПМН имаше гениална идеја да бара у дневниот ред да се стават неколку други точки кои што се однесуваат на тоа дека со дронови АНБ и АР тајно го снимале Христијан Мицкоски. И сега овој Скендер Реджепи, кој што е председател на комисијата и мислам дека е од Влене, или не е битно. Им вика, бе луѓе, вика, ја не можам вика за тоа да разговарам, немам безбедносен сертификат. Не можам да идам ни у посета на службите, не можам да влезам ни у АНБ, ни у АР, немам безбедносен сертификат. Не, ама ти сакаш тука да блокираш работата на комисијата. Вика, дај да разговараме за тоа што е свикана денес седницава, за тоа е фал сертификатот. Не за Мицкоски дронови. Они сега гледаш што сака да сега- направат. Они сакаат да седницата што е за TOEFL сертификатот да ја минираат, Да. за да не се збори на седницата за TOEFL сертификатот, туку они да наметнат нивна приказка, Да. за да не се збори за TOEFL сертификатот. Ете тоа сакаат да го направат. И они се, видиш какви, дали гледаш какви гмизавци се, какви бандити се. Гледаш ли какви гмизавци се, брат? Какви, да не кажам, шо на псе. Под кошула. Не се ни под кошула. Да не кажам шо. Се они за да нема анкетна комисија за TOEFL сертификатот, се они наметнуваат као бе дај да видиме шо го тоа. Ама што е трагедија во цела работа? Председателот на комисијата кој што треба да прави надзор на службите нема безбедносен сертификат. Ама он не може Директорот- даде објективно не може да направи. Директорот на АНБ нема безбедносен сертификат. И сега клучните механизми за контрола на службите и врвот на службата нема безбедносен сертификат. Па ова може само у Македонија. Ова не може нигде на друго место да го има. Ова само кај нас. У распадната, пропадната држава. Да бе да видиме, го имаш сечено тој дел? Кој? Од комисијата? Го немам затоа што беа можам да го ќе го пуштам на режија да видиме кај што се расправа. Да бе да, Ковачки беше тој кој што немаше добиено сертификати. И имаше за него истрага дека оддавал тајни. Ама ајде директоре те чекаат. И какви глупи финти, човече. Сега ако си имал ти, види, малце треба да се опасулите у партија. Значи ти ако си имал доверба да го ставиш Бојан Христоски директор на АНБ, не треба да го понижуваш и треба му дозволиш да даде изјава за новинарите. Негова е проценката. Вашата проценка завршила тамо кај што вие Бојан Христоски сте го ставиле директор на АНБ. Толку крај, енде, толку завршува вашата приказна. Он изневерил довербата со тоа што немал реално сертификат како што треба за англиски јазик. Но се ти не можеш да го спречиш да даде изјава за медиуми. Кој си ти? Пратеник од ВМРО ДПМН. И Калин вели сертификат за познавање на англиски јазик е лажен, компанијата од Пловдив не изда везен сертификат. Абе тоа ние го откривме. све е тоа окей, точно. Да, тоа е точно. Ние го објавивме туку емисија, зборевме 2-3 емисии, потоа отидоа и други колеги, други редакции, отидоа и ние имавме. Кој беше од кај нас? Отиде некој од гледачи од Бугарија, од Пловдив, отиде таму на лице место. Снимка објавивме дека не постои такво. Па после отидоа колеги од 360, па отиде еден други луѓе. Само вака на режија да ја прашам. Значи или видео можеш да го пуштиш цело, ама да ги пуштиш само деловите кои што се од собраниска комисија, благодарност до колегите од Сител, пошто ние не ја снимавме, или можеш да ја исечеш. Како сакаш. Значи најди ги деловите, само не треба кај што се води расправата, не целиот прилог. Како ти одговара? Има задржана тајна која е највисоко државата, се уште нема за НАТО или можеби сега му е одобрен НАТО сертификат, не е државен, биде прецизен. Ама не знам дали има. Да, така е, точно си Значи напишал. у моментот кога Ама државен Бојан уште не знаеме точно дали Бојан има добиено државна тајна. затоа што последниот пат кога се појави у јавност беше на 360. Тогаш кога самиот кажа дека нема таков сертификат. Државна тајна. Највисок степен е државна тајна. Да. Добро. Тогаш кажа дека нема. Да. И сега не знаеме дали умеѓу време добил. Да, дебакал, дром не дрон. Ова е дебакал, брат. Значи поголем дебакал од ова немало. Особено у безбедносни служби. И у државава и
Ја у регионов не знам дали имало ваков безбедносен дебакл. Катастрофа. Фала му на КД за донацијата, ти благодарам што го финансираш Инфомакс. Епа не знаеме, да, уште не ни е јасно дали имаат или немаат државна тајна. Сега ќе ви прочитам едно известување. Вака само, Мицкоски тврдеше дека добил меѓувреме државна тајна, ама Бојан никогаш не сме го слушнале да го изусти тоа дека добил. Не знам. Да, сега ќе ви прочитам. Нас не одбија, баравме ние информација од јавен карактер пристап и Дирекција за безбедност на класифицирани информации која што го подпишува сертификатот не одби, еве, денеска ни го пушти решение за одбивање на пристап до информација од јавен карактер. Има на Facebook коментар, дај напред емисија со уставобранителите. Значи кој да сака од уставобранителите, Да, бе, слободно отворени сме, може да. да ни пише и да дојде тука кај нас во студио и да каже што сака и што мисли и се. Значи тие луѓе имаат бескрајна почит од наша страна, така да и поддршка, така да у секое време. Инаку да преска која коментирав ги заборив нив да ги спомнам како едно разочарување што до сега не се на слобода. Када вика, имам уште една Да, донација. така е, фала ти на донација. Када брат вели сертификат се издава по потреба, ако се издава на секој што ќе му се присака да добие сертификат јавна тајна државна НАТО кој не е понтен на сертификатот. Ама така е, тоа е точно. Ама Не знам зашо не се согласува. не знам зашо не се согласуваме. Точно е тоа, ама директорот на АНБ треба да има сертификат за да ја преземе функцијата. Без сертификат не може да ја преземе функцијата. Тоа ти го збориме. Проблемот каде е? Он без во интервју на 360 вика ја немам сертификат државна тајна. И вика мене информациите Имаше каков? и мене тоа е строго доверливо. Мене вика информациите ми ги пренесува заменик директорот. Односно он ги добива тие со Он државната. и после му ги кажувал на Бојан, што самото по себе е кривично дело. Значи тој што е имател на сертификат државна тајна строго доверливо не е битно, он не смее тие да ги информации да ги споделува со лица кои што немаат безбедносен сертификат со иста класификација. Значи, ако имало информации класифицирани со државна тајна, заменик директорот не смее да му ги каже на директорот, затоа што директорот нема сертификат државна тајна. Ама ако му ги кажал, тоа се вика оддавање на државна тајна на лице кое што е неовластено да ги знае или да има пристап до такви информации. Значи, заменик директорот во ситуацијава е кривично одговорен и тоа по изјава на Бојан Христовски. Тоа збориме. Не е тоа на кој сака може да добие. Овој не е кој сака. Овој мора да има безбеден сертификат. Безбеден сертификат треба да имаат и сите членови на комисијата за контрола врз работењето на АНБЈ. И они мора да имаат за да има и ОТА. Они мора да влезат, они се работат контрола над работењето. Значи они мора да влезат, да ако проверуваат, мора да ги имаат тие безбедни сертификати. А ако не им ги даваат, они не можат да ја контролираат нивната работа. Тоа го правеа претходно СДС. Не им даваа на комисијата година и пол две. Само да му кажам на Јоги Бер, вели, не знаеш дали има или нема. Значи, последен јавен настап, можеш слободно го погледнеш на 360, кај што Бојан Христовски кажува се ова што го коментираме во моментов во емисија. Тој кажува дека нема безбедносен сертификат државна тајна, кажува дека нема НАТО сертификат и дека за тој аплицирал и чека да го добие, исто како и за државна тајна, и го кажува тоа дека до тој момент информациите ги добива неговиот заменик кој што има безбедносен сертификат државна тајна. Тука завршува целата приказна околу тоа што ние кажуваме, што ние мислиме и така да, си кажува јасно. И ние се повикуваме на тие информации кои што он тогашка ги изјавил. Дали во меѓувреме добил повисока форма на безбедносен сертификат,
Немаме каже. информации, треба да каже. И не требале преска да го прекинат, Ковачки го прекине, треба да остави да одговори на прашањата. Веројатно ќе моли за тоа прашање. Значи се уште немаат информација кажано дали има или нема добиено меѓувреме. Мицковски А што се однесува до пратениците и председателот на комисијата. Они мора да добијат. Они мора да имаат таков безбеден сертификат. За да вршат контрола врз работењето на овие безбедносни агенции. Ако немаат, тоа е проблем за сите нас. И ја имам едно прашање, кој што ми текна преска. Председател на комисијата за контрола на разузнавачките служби во претходниот мандат беше Љупчо Пренџов. Да. Зашто Љупчо Пренџов не влегол во АНБ и не побарал информација дека Мицковски бил следен со дронови? Ама тоа е измишлјотина се да се направи смут. Не. Да не се фокусира комисијата на тоа фалот, него да се фокусира... Има комисија. Зашто не си го искористиле тоа Затоа што немало право? такво, брат, они имаа редовни контроли. Комисијата имаше редовни контроли. Поздрав до пратеникот тогаш. Значи Ако таква констатирал дека немало таква ништо. работа немало. Види, Сканија вика, нема Милош сертификат, тоа Бојан за англиски, има само фалци и треба кривичен. Ама кажа овие МВР дека наводно имале истрага за Бојан отворено. Ајде да видиме што иначе обвинителството има. Сега каде е проблемот? Согласно законот за Агенција за национална безбедност, законот за АНБ, отворена кривична истрага. Значи, ако е отворена истрага против директорот треба да биде разрешен или да се даде оставка. Значи, сега владата, Мицковски, бидејќи го назначува директорот на АНБ, има законска обврска да го разреши Бојан Христоски. Законска обврска да го разреши. Бидејќи против Бојан Христоски има отворено истрага. Тоа што не го разрешуваат, тоа е спротивно на закон. Значи, они мораат сега да го разрешат. Мораат. Законско обврски ме да го разрешат. Бидејќи против него има отворена истрага. И СДСМ, ДУИ, Левица, ќутат. Закон за АНБ има, во кој што стои дека мора да го разрешат сега. У моментот кој е Кога покрената ќе влезе истрага. под истрага, да, кога е под истрага, законот за АНБ вели директорот треба да биде разрешен. Најдете го законот. Вика, Го имаме исечено тој дел, најдете го законот. вика Николас Македон, затоа ги спомна другите 150 што имали исто така лажен сертификат со цел да направи смут, а тоа во второ оделение деца така не прават. Така прават. Немам домашно, ама нема и другарчето до мене у клупа, или не знам, не сме спремни сите, или зашо избега од час, па сите избега. Тоа е оправдувањето. И тоа оправдување не поминува. Значи, еве СДС, ДУИ или Левица. Сега ќе ви го пуштам законот и членот од законот. За да можеме да го најдеме Да, законот. додека го најде. Да ги видиме во собрание. Барајте ме Шо луѓе, прави? имате собрание, пратеници, пресови, овона. Значи си има законска обврска владата да го разреши. Значи не сакаат неќат. Законска обврска има да го разрешат. Во моментот кога се отвара истрага, директорот треба да биде разрешен. Законот за АНБ предвидува така, член 10 мислам дека беше. Сега ќе го најдеме. Ајде да го изгледаме прво видеото, друго најдеме ние документот, па ќе опуштиме. Иван нема да го најде, не знам како. И така натаму. И прва точка на дневен ред да ни биде посета, односно надзор над Агенцијата за разузнавање, и втора точка да ни биде посета, односно надзор над Агенцијата за национална безбедност. Во моментот, ниту јас, ниту мојот заменик немаме безбедносен сертификат. Јас овие точки нема да ги ставам на дневен ред, бидејќи јас сум тој каде што треба да ги посети овие луѓе. Вие сте должни
Значи Нема- не дали сакате или не. Не сум Имате должен. сертификат. Може да бидат внесени, меѓутоа јас одлучувам Не, дали ќе бидат должен. внесени. Не, Не сум не. должен. Јас нема да ги предложам овие точки. Ама се не можете додека- така. А па вие Ама не вам може. вам се ви следува другиот дел. Барете промена на председател. Ама тоа е друга работа, тоа Значи, СДС И види се, го ставаат и председателот и подпис, не знам ни кој се, овој Скендер Реджепи, сварно не знам со кој е. Изгледа со Европски фронт, со Дуј. Не знам кој му е заменик, предпоставуваме некој од власт. Ни он, ни заменикот немаат безбедносен сертификат. И сега сакаат да ги стават што у кривично дело да влезат. Како ќе прават проверка у АНБ, која не смеа да влезат тамо кај што треба да се прави проверка, поднос на ова прашање. И се они се дерат тамо Ковачки, нешто Никола Мицевски, ама вие сте должни. Излего е Тони Јаревски, мислам дека у комисија, Бог да чува. Него е Тони Јаревски, вика опозицијата го крши уставот, деловникот, законите. Нема човек од сертификат. Шо се? Зашо не разговарате за ТОЕФЛ-от, зашо можете да разговарате на комисија? Кај мисли дека поминува бе? Абе, Видел се ли законови? видел народ и политичари, и власти се. Да, ама пушти го целиот. Епа, нека остане ова, Целата друго страница, најдеш, да. друго ја најдеш. Добро е превиуто, да, ова е само целиот лист. Ти пушти го први нова, нека иде у овакво, па после ќе оставиме и целиот закон. Не бе целиот, да. Не знам Тони Јаревски што сертификати, од Јулија. Тоа е. Собери го и Када вика ќутат, пошто од сите кандидати од ДПМН само он беше одобрен од странците, не било кога добро. имаше еден куп шпиони меѓу ДПМН, резултатот е Када, не си управо. За ова ти тврдам одговорно. Бојан е стаен без никаква консултација. Со никого. Ни странци, ни маци. Без консултација стар. Инаку фала ти уште еднаш каде за донацијата, брат. Еве го законот АНАБА, член 10, став 2, не, став 3, алинеја 2. Да. Основ за разрешување на директорот пред истек на мандатот се: ако не постапува согласно закон во врска со вршењето на надзор од страна на субјектите кои вршат надзор согласно со одредбите од овој закон, тоа е комисијата, ако не ја дозволува. И второ, тоа е алинеја 2, ако против него е поведена истражна постапка кога постои основано сомневање дека сторил кривично дело за кое се гони по службена должност или по предлог кој го прави недостоен за вршење на функција. Значи, јавното обвинителство има отворено истрага за која се гони по службена должност, бидејќи кривичното дело е фалсификување на исправа. За таа се гони по службена должност. Значи, Бојан Христоски ги исполнува условите да биде разрешен. А законот ги обврзува тие што го назначуваат да го разрешат. Значи, обврска им е тоа. Не сакаат. Мора да го разрешат. Значи, ова е член 10, закон за АНБ. Не знам зашто опозицијава ќути. Бидејќи е лошо вие, абе остај го, нека не го разрешуваат, ке имаме ние пиар. Демек, не е тоа добро. Подобро е да немате пиар, ама да спасите состојба, да спасите ситуација. Ево го, член 10, став 3, алинеја 2, закон за АНБ. Основното јавно обвинителство отвори истрага. За ТОЕФЛ-от. МВР отвори истрага. За ТОЕФЛ-от на Бојан. И сега Ковачки ќе го крие од новинари. А опозицијава си ќути. Еве ви го. Бе, добро. Значи, свативме дека сега можеби не се примери соодветни да ги споредуваме, но свативме дека власта планира да продолжи со праксата како до се и не почитуваат ниту
јавен дискурс, јавно мислење, не почитуваат ниту закони, ниту правила, ниту процедури. Истото и со кочани, со луѓе кои што не ги удостојуваат, кои што протестираат таму веќе 16 ден. Истото и ова со Бојан. Тераат некој инает, кој што реално скапо ќе ги чини, затоа што народот очекуваше дека работите нема да бидат исти. Си имаат веројатно направено некоја проценка, но политички ова ќе ги кошта скапо. Да, и алинеа 5 е точно. И алинеа 5 од истиот, значи истиот, член 10, став 3, алинеа 2 и алинеа 5. Вели, алинеа 5 вели, ако престане да исполнува некој од условите од став 1 на овој член. Став 1 на овој член вели дека меѓу условите треба да има TOEFL и БТ. Он TOEFL и БТ нема. Значи има фейк. Така да он по две основи треба да биде разрешен. Така и гледаш, ова гледаш, браво. Не го запримети. Тераат инает некој. Значи еве ви по две основи може да бара опозицијава овој да биде разрешен. Член 10 став 3 алинеа 2 или алинеа 5. Алинеа 2 е затоа што има кривична истрага против него, алинеа 5 е затоа што не го исполнува условот од став 1, а тоа е да има TOEFL. Значи по две основи треба да биде разрешен.